Сега е време за нашата утринска тема, токму во овие минути или на некоја минута по 9 часот, она кое што го најавивме на самиот почеток и за оние кои што не следат од старт. За оние кои што можеби и сега се вклучуваат, сметавме дека е добро во денешното издание да позборуваме за една тема која што е емотивна, но и тема која што носи навистина голема порака, ако зборуваме за луѓе кои што со храброст ја раскажуваат својата животна приказна, а при тоа многу соодветно во месецот во кој што се наоѓаме и месец посветен за борба против ракот на дојка и подигнување на свеста за превенција и редовни контроли. Се договаравме, се разбира, своевремено со Јулија, која што е наша денешна гостинка, за промовирањето на автобиографската книга Јас сум жива, книга за која што има напишано нејзината ќерка, познатата македонска уметница Андријана Мациев, и се разбира заедно со Јулија. Книга која што имаше неодамнешна промоција и веќе дојде време по мал одмор на Јулија да дојде во нашето студио во утринска на Телма, за да може убаво да позборуваме и за промоцијата на книгата, за содржината, но се разбира и за најтешкиот пат кој што може да го извади една мајка. Јулија, добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Благодарам пред се за можноста и утринска на Телма да биде дел од промовирањето, односно од раскажувањето во кратки црти на кое што и го создавала самата Андријана во текот на најтешките денови, но и за подигнување на свеста, но и да допреме да допре овој глас и оваа порака до сите кои што можеби се соочуваат со истата дијагноза во овој момент. Ивана, благодараме ве, добро утро. Навистина ми е драго што одвоите време да бидам дел од вашата утринска програма и за сето ова што се случува во месец октомври како борба или превенција за канцерот на дојка. И се она што се случи пред тоа, заради тоа што имавме навистина голем повод, а се договаравме, ама сепак беа некако беше превокирана мојата агенда. А после промоцијата на автобиографската книга на мојот жив ангел небесен Ан, јас отидов на краток одмор заради тоа што навистина бев многу исцрпена и емотивно и физички, затоа што знаете како е кога си она што се вели one man show, кога мораш се сам да изорганизираш, а организацијата беше голема. И морам да кажам дека навистина ми е драго што еве ТВ Телма и покрај тоа што години наназад го негуваше животниот пат, творештвото на Андријана Мациев како ликовен уметник, исто така ја следеше борбата со канцерот, кога навистина таа ги минуваше најтешките моменти и кога гостуваше на сите телевизии со желба да покаже дека канцерот е излечив. Но како што се случуваат работите во нашето општество, изгледа баш тие што треба да докажат и да покажат дека канцерот треба да биде и е излечив, едноставно се оди кон тоа да како да се сака да се докаже дека не е излечив. Но како и да е, јас овдека поводот за кој што сум во оваа емисија би сакала навистина да го посветиме на она што се случи на 16 септември за рогенденот на Андријана. Тоа е 8-та поред манифестација Љубов за сите, која што за овие 3 години од како замина Ан во вечноста, ја одржувам по 8-ми пат. Како иницијатива и еве ова е Сулјан, каде што се случи промоцијата. Тоа е просторот каде што беше всушност и првата изложба на Андријана, заради тоа што таа заврши на факултетот за ликовни уметности и тие поготово во одсекот графика, каде што токму работеа во Сулјан, и таа имаше голема желба да направи пак повторно таму изложба, и јас бидејќи ги следам нејзините желби, еве ова е насловната страна на книгата Јас сум жива. Овдека сме со Стефанија, со мојата внука, бидејќи роденденот го одбележуваме секоја година со манифестација, со изложба во склоп на која што влегуваат изложба на нејзините дела, ликовни дела кои што се непроценливи навистина, остави големо ликовно богатство.
И во склоп на сето тоа има една културно-уметничка програма во која што ги промовирам досега. Ова е третата книга за Андријана, а ова што го гледаме е моето уметничко дело каде што ја насликав Ан како ангел, онака како што ја видов, и морам да кажам дека само година дена наназад како таа постојано ми праќаше пораки да почнам да сликам и да влезам во незините бои. Јас ја послушав и почнав одеднаш да сликам како цел живот да сум сликала. И реков тоа ќе биде, ова се се сегменти од Сулијан што ги гледаме на екранот. Реков тоа ќе биде насловната страна на книгата, бидејќи таа навистина е жива и бидејќи книгата не само што зборува, многу ми намислат дека јас сум ја пишувала книгата, знаеш. Да, тој е убав момент да го разјасниме, но и да доловиме, претпоставувам многу тешко и емотивно како изгледа кога една мајка ќе ги прочита сведоштвата на незината ќерка и болката и целото тоа патешествие низ кое што таа поминувала, а потоа да можете нели да го склопите во книга и сето тоа да изгледа вака како што сега веќе изгледа. Тоа е нешто што не може да се опише. Значи, мене ми требаа 3 години, зборувам за период од 3 години. 2 години за време на короната ја водевме битката со канцерот. А од кога замина мене ми требаа 3 години да го ставам на хартија, во компјутер. Да. Она што таа го напиша. Затоа што многу ми намислат дека јас постфестум сум пишувала нешто автобиографско за нејзе. Не, таа знаеше дека канцерот, бидејќи многу работевме ние на себе и бидејќи јас сум искусен лайф коуч, навистина многу се посветив на тоа да она освести од каде доаѓа диагнозата, од каде доаѓа таа болка, бидејќи ракот е заробена емоција. Ние сите имаме такви емоции. Затоа луѓето кои што мислат дека се недопирливи, малку треба да ја спуштат топката, заради тоа што не знаеме, не е овде сега јас некого да заплашувам, но просто животот е таков. Тоа е само еден клик, момент кога тоа ќе се преде во нешто повеќе, зашто и ние не бевме свесни ни како се добива канцер, ни кои се индикациите, ни како тоа се проширува, беше време на корона, апсолутно ни немаше ни тогаш ни можности многу да се оди по доктори, по испитувања, значи се тоа беше собрано некако. И кога јас навистина се соочив со губитокот на своето едно единствено дете, значи тоа е нешто што не знам, не може човек да го прераскаже, заради тоа што едноставно не можете да поверувате во тоа, поготово кога сте растеле така позитивно. Значи, јас сум една особа која што навистина била толку, да речам, сум ги воспитувала моите деца, сега моите деца зборувам во множина, тоа и мојата внука, ќерката на Андријана. И Андријана, вие знаете, таа гостуваше во вашите емисии, колку имаше позитивна мисла. Ние допревме до проблемот, од каде тоа потекнува. И затоа таа беше свесна дека тоа и ќе го исцели, дека тоа ќе го надмине. Значи, борбата беше голема, но да се стави сето тоа и таа одлучи, зашто знаеше кога ти ќе изнесеш емоцијата на хартија, ќе започне исцелувањето. Да, затоа што излегува од... Излегува, значи сите тие емоции излегуваат и таа без да се колеба, да речеме, да се срами од нешто, затоа што, видите, морам да кажам дека оваа книга е реткост не само на нашите простори, не воопшто на светски простори, заради тоа што тука е отварање на душата до најголемата болка, до сршта на она што е интима на човекот, која што не сме во состојба да искажеме вака нормално. Сите некако живееме во својата чаура. Но во таа книга се најдлабоките емоции на Ан. И јас кога тоа го читав, јас просто не можев, значи јас книгата имам прочитано едно 20-30 пати, бидејќи нонстоп паѓав и не можев ни да пишувам, ниту да мислам, затоа што е многу тешко кога ќе ги прочитате емоциите на своето дете, патот, нели, низ кој што таа поменувала. И мене ми требаше 3 години јас тоа да го ставам во компјутер. И таа книга требаше да има среќен крај, затоа што Ан веруваше во своето исцеление, затоа што навистина тука е ставен не само незиниот, всушност нашиот живот, борбата на 3 жени. Да. Мајка, ќерка и внука, тоа е ќерка на мојата ќерка. Значи тука е, да кажам,
една наша длабока интима и требаше храброст. Јас како мајка можев да речем дека нешто можеби не е за во јавност, но си реков тоа е незината приказна. Можеби јас кога би раскажала и мојата од почеток би била уште потрогателна заради тоа што таа беше многу храбра во однос на тоа кога се бореше со канцерот. Не беше од оние, како да кажам, плачки што едноставно беше стварно го зема животот во своји раци и се носеше со тоа навистина храбро. Но јас што видов дека книгата кога таа не успеа да ја заврши, а сакаше да има среќен крај, видов дека јас морам да ја довршам. Но бидејќи борбата од 3 години навистина таа и ден денеска трае во смисла некако борба да се лактиш да се бориш со нешто, него едноставно дојдов во состојба на тој мир што е многу тешко кога ќе изгубите дете. Да воспоставите контакт со душата на своето дете, заради тоа што јас единствено што го молев Бога, освен кога го молев да јас да заминам, ан да остане, тоа беше, значи, од кога ќе сватите дека едноставно ви е даден животот за нешто, не може да објасните како и зошто, зашто мајката кога ќе го изгуби своето дете, не е до незиниот живот, апсолутно. Но кога сватив дека морам да живеам, тогаш одлучив да достоинствено да го живеам животот и да го продолжам она што Ан го сакаше. Сега беше поентата како да ја завршам јас книгата. Ја мислев дека со 2-3 страници ќе дадам некаков завршеток, но тоа испадна книга во книга. Заради тоа што сватив дека она што го тврдев од самиот почеток, дека Ан е жива и дека јас се нарекувам жив ангел небесен, морам да им го пренесам на луѓето зошто јас тоа го зборувам. Затоа што многумина ме правеа дека сум излапеала, дека нешто не е во ред, затоа што во таа болка, нели, некако се тешиш. Но јас кој што многу добро знам каде оди, каков е патот на душата, дека душата не умира, дека телото е само минливо, душата е вечна. И дека таа го менува обликот, дека смрт не постои, дека смртта е само премин. И јас сакав на сите луѓе кои се ужалени, натажени, да им дадам црно на бело, да веруваат во вечниот живот, затоа што за нас тоа е се уште табу тема. За да преживее една мајка која го изгубила своето дете, таа не може ако постојано и кажувате нека почива во мир, лесна и земја, Господ да ја прости такви работи. Тоа потсетува на смрт. А душата е жива. Вие на мајката треба да ја дадете сила да таа поверува во вечниот живот. И ако ти поверуваш во тоа, ти ќе го видиш тоа. Затоа и во Библијата се вели: поверувајте па ќе видите. А не луѓето мислат да видат па да поверуваат. Но јас, Бог многу ме припремал на овој пат. Јас многу години сум во духовноста. И му благодарам на тоа. Не знаев дека ваква мисија ќе имам, затоа што мојот живот го замислував сосема поинаку и животот на Ан, имавме наши соништа, за кои што зборувам во книгата, но и зборувам за тоа како и зошто треба да поверуваме во животот после овој живот. И каква е мојата комуникација на Ан, тоа го зборувам за некаде период од 1-2 месеци после тоа, значи кога прв пат ја видов како жив ангел. Така и како што насликавте, ако и како што ја насликав, да. А да не кажам дека следи друга книга во која што во тој период од 3 години како јас живеам со тој паралелен свет од другата страна. Тоа е со незиниот свет сега во другата дименсија. Сосема нов хоризонт во животот после се што сте доживеали и се случило, па ете, вашата мисија продолжува пишувајќи книги. Да, душа. Заради тоа што, знаете како, кога ќе го изгубите најмилото, имате само 2 опции. Или да потонете, да пропаднете, полека да умирате, полека да се гаснете, или да се воздигнете со Божја милост и да ви се даде нешто што ни сите книги, ни сите учители, ни сите гуруа, ни сите свет не можат да ви го дадат. Значи, тоа е такво едно свестување, таква една јаснотија за животот, кој што јас, навистина, најверојатно дека ќе морам да го напишам во следната книга, заради тоа што вака не може да се каже,
но фала му на Бога што ја добив таа свесност, за да можам едноставно додека ми е пишано да бидам овдака на земјата, да одам достоинствено и кога луѓето ме прашуваат како можеш така, што направи, ништо посебно не направив, освен тоа што година дена бев сама со себе, со болката и со Ан. И сам Бог меѓу нас, зашто болката и тагата мора да се изживеат. Затоа што мораме да видиме, да имаме храброст да се соочиме со таа страна, со таа болка. Зашто повторно, ако не излезе од нас, повторно велиме дека ќе најде место каде што и... Да, види, Ивана, јас едно знаев дека јас морам болката, ама тоа е моје длабоко учење, секој не може тоа да се разбереме, дека не може секој да го достигне тоа ниво. Но како болката можеме да ја надминеме? Само со трансформација во безусловна љубов. Тоа луѓето не можат да го разберат. Треба навистина човек малку повеќе во тоа да се даде и треба учење за тоа. Кога таа болка ќе се трансформира во безусловна љубов, тогаш вие го добивате мирот во себе, затоа што без мир јас не би можела ни да творам, ни ова сега да го сведочам. Ни да организирате... Нити да организирам. Значи, добиваш некоја свесност која што е водена од повисока димензија и која што ти ја дава таа можност. Оти луѓето кои што не веруваат, сите велат веруваат, ама има разлика во верувањето. Значи, тоа е поврзување со Божественото. И тоа не се објаснува така. Јас верувам дека на моите, кога живо настапувам, на манифестациите и сега со промоциите на книгата, бидејќи навистина сум повикувана многу и книгата еве јас... Книгата ја немаме заради тоа што е доста барана и... Го дадов и последниот примерок, а нема време до Икона. Каде може да ја најдат и гледачите? Да отидам, да, јас еве за сите оние кои што се интересираат, а ги има многу, морам да кажам и да се заблагодарам на книгоиздателството Икона, кои што по втор пат издаваат книга, значи сега ова автобиографската на Ани моја, пред тоа го издадоа алманахот, вториот алманах Љубов за сите. Значи во Рамстор на штандот на Икона може да го најдете, може и да се нарача и онлайн. Се надевам дека наскоро ќе биде во продажба и низ други градови, а ако не биде, јас навистина ќе гледам да стасам во секој град каде што ме покануваат, заради тоа што навистина книгата треба да ја прочитаат, да ја прочита секој, не само што се соочил со таква болка, едноставно тоа е едно духовно четиво за тоа што е животот. Што е животот кој што ние едноставно мислиме дека ни е по дефолт така некако даден од Бога, па може би не знаеме доволно да го цениме. Тука има навистина многу пораки кои што едноставно нема никого да остават рамнодушен и на некој начин го менуваат животот, ја менуваат свеста. Заради тоа што Ан навистина беше личност која што многу посветуваше на својот личен раст и развој и беше свесна до последниот момент како се случи, што се случи, каква разврсница доби, сето тоа ќе оставам да прочитат во книгата, затоа што има навистина моменти кои што луѓето ќе се шокираат, а ќе се шокираат и од нашиот живот, зашто многумина мислат дека не бил мед и млеко. Да. Јас ќе се согласам, бидејќи ние сме сведоци како тим на Утринска, што лично ја познаваше Андријана, дека навистина и дури во последните месеци или кога беше најјака борбата со оваа подмолна болест, таа беше насмејана, полна со желба за живот, се разбира, и со љубов кон уметноста. И во едно такво наше интервју, дури по незиниот тогаш закажан медицински преглед, успеа да дојде во Утринска на Телма и да ни сподели информации за незината тогашна изложба, но и за незината состојба. И таа беше доволно храбра да зборува за сето тоа отворено и за тоа како се чувствува, а сепак да се фасцинираме од незината желба и насмевката која што ја имаше. Затоа сметавме дека е добро да извадиме еден мал дел од интервјуто кое што го направи Утринска на Телма со Андријана Мациев пред 3 години, токму на темата за незината животна приказна низ уметноста, па еве еден краток извадок од 1 минута, а потоа ќе го продолжиме и нашиот разговор.
колоритот или боите се можеби еден специфични за мене, препознатливи и нечесто пати кога или ќе видат луѓето некоја слика, може да ме препознаат по самиот колорит и да речат оваа слика е на Андријана, што навистина ме радува затоа што сум успеала нели да допрам до самата публика и да оставам печат, еден белек од моето творештво. Кога требаше да реализирам мојата изложба сега годинава во Куманово, јас велам, леле, како ќе ја реализирам, јас не можам нели да стојам, не е тој мој темперамент, сум малку постатична, морав да седам. Меѓутоа, како одминуваше времето, како почнував да ги работам своите дела, така и низ делата мој може да се види онаа енергија, како одел процесот на заздравување, но и енергетски како сум се полнала и сум го ставала сето тоа на платно. Што е многу важно во тој цел период. Да, навистина, значи јас стварно имав тешки моменти, но некако си реков, и па сега денеска пример ќе седнам, ќе цртам, па макар тоа било и цртеж, помал, поголем, значи како имав сила и енергија, така ќе работам. Не гледав на тоа колку е, да речам, квалитетно, добро, нели некое мерило според мене, што ги задоволува моите критериуми за мене, но сепак реков ќе работам затоа што навистина и секој еден, поготово луѓето кои што се соочуваат со било каква здравствен проблем, па дури еве и во време на пандемија каде што имаше нели карантини и затварање, мора да се најде некој издувен вентил. Да, токму за издувниот вентил кој што таа го наоѓаше преку уметност, и ето можевме да видиме начинот на кој што зборуваш, и ова беше еден изводок од тогашната емисија која што се случи 3 години на денот на една исто трагедија која што ја снајде Македонија, и таа и покрај тоа што ние имавме различни турбуленции тука во емисијата временски, успеа да дочека и да го направиме заеднички овој интервју, што само покажуваше колку е таа всушност силна. И јас верувам многу повеќе за нејзината храброст и за таа силна страна има и во книгата. Јас сум жива, веројатно сите ќе ги интересира, еве мене лично ме интересира кога и во кои моменти таа најмногу пишуваше. Дали го забележувавте вие тоа, Јулија, и како и кога, за да се отвориш така душата, треба веројатно да си во некој дел од денот каде што тоа навистина чувствуваш дека треба да го направиш. Кога Андријана го правеше тоа? Навистина, еве сега малку се и емотивно се трогнав од прилогот што го гледавме. Колку таа беше позитивна и колку веруваше, и баш ова е еден дел кога таа навистина не беше добро, кога веќе почна стомакот да собира вода, бидејќи јас пак ќе речем пред камерите јавно, Андријана не замина од канцер на дојка, таа веќе немаше канцер на дојка, туку и беше уништен црниот дроб со погрешни терапии и имаше лези вештачки кои што се всушност вештачки метастази. И тоа во една тешка состојба тогаш само што беше почнал, значи стомакот да полни вода, и од клиника успеа да дојде кај вас на емисија. Таа и во тие моменти пишуваше. Значи постојано твореше, пишуваше. Еве како што видовме од прилогот, имаше голема желба, сликаше, значи спреми огромна изложба од 30 дела со големина 1,20 на метар. Може да замислите која енергија е тоа да се насликаат такви дела. Исто така наоѓаше време да пишува и ми велеше мама, а бидејќи знаеше дека јас имам веќе започнато книга да пишувам, ми велеше, јас побрзо од тебе ќе ја завршам мојата книга. Јас си велев, добро, шо пишуваш сега, ајде да дзирна малце. Нема сега да дзиркаш, има време за тоа. И кога и беше најтешко, јас всушност си не знаев, пишувала и касно ноќе, во 2, во 3, кога не можела да заспи од болки. И тоа беше најтешкото нешто, затоа што ете, јас сум мислела дека некако заспала и покрај тоа што јас спиев по 3-4 сати ноќе. И кога прочитав што она пишувала, затоа секој ден што ќе ја купи таа книга, ќе ја дознае навистина вистинската приказна која што не се прераскажува, тоа се
моменти на голема надлабока свесност во најтешките моменти, заради тоа што еве јас ќе кажам и ќе ја цитирам уредничката на книгата Наташа Данчевска, која што кога ме викна кај нејзе за да споделиме за книгата некои, да речеме, стручни работи кои што таа како уредник мислеше. И јас си реков, зошто ме викна дома, зошто не во редакција? Не беше тоа толку стручно, затоа што мислам во смисла нешто да ние сега да она нешто преправа или дека нешто не е, мислам, нормално некои лекторски работи требаше, но таа не можеше да изусти збори, почна да плаче. И жената буквално плачеше 2 сати, ја плачев со нејзе. И рече, Јулија, јас до сега немам прочитано толку книги што ми праѓаат од порака, ова е преку рака, што морам да ги прочитам. Ова е втора книга на која што јас не можам да поверувам дека вакви животи, дека сте имале вакви животи и дека ми вели, јас не знам што да ти кажам, јас тебе не сум ти ни до глуждот на стапалата од она што ти си го преживеала и дали е воопшто тоа можно. Јас вели те викнав заради тоа што едноставно тоа стои во мене, јас книгата ја работам и ми оди толку споро, да речем да не знам тие преломи таму како се прати се тоа. Зашто вика сакам нешто да не пропуштам, препрочитувам некои страни, тоа е вика нешто неверојатно. Сакам да кажам дека навистина она што е напишано во книгата е можеби 20-30% од она што навистина вистинската состојба, зашто сепак таа секогаш сакаше да пишува, нели да пишува по светлата страна, да биде нели она поубавото, да не биде толку трагично, толку лошо. Како што всушност беше. Како што всушност беше и така. Така да тоа се моменти кои што во различни моменти. Книгата е како некој да речеме дневник, но има делови каде што на пример објаснува, нели каде што навлегува како дневник е повеќе што и се случуваше од кога почна битката со канцерот, а пред тоа е прераскажување на нејзиниот живот од најрано детство. Па во таа книга можам да кажам дека сте и вие и го опишува на точно тој момент кога од онкологија дојде на интервју во Телма за да биде нели инспирација за другите, заради тоа што таа беше навистина чест гости на сите телевизии, бидејќи ја знае, нашата битка ние ја водевме јавно на Facebook, едноставно заради тоа што ете јас мислев како мајка дека тоа ќе биде нели за нејзе исто многу охрабрувачко, да не се криеме и таа не сакаше да се крие, едноставно да ги пофалиме докторите, целиот персонал кој што навистина на почетокот се беше во ред и можам да кажам дека до последниот момент фала им на хигиеничарките и на сестрите кои што се грижеа за нас, заради тоа што последната недела кога ние водевме битка со да се биде или да не се биде, од главните доктори кои требаше да бидат апсолутно пропаднаа во земја и ги немаше. За жал, тоа е една друга тема која што се води на друга област и сигурно и гледачите веќе се запознаени и читаат и гледаат и по медиуми и така. Така да, ете на некој начин... Во ова интервју, кое што го тоа е делчето од интервјуто кое што го погледнавме, сепак достапно на YouTube и нашите гледачи доколку сакаат, се разбира, може да го погледнат и да се потсетат. Јас вчера исто се потсетив, кога сакав да извадам еден мал дел, за да не ви делува и вас преемотивно, иако после нели целата нели болка и сето тоа што сте го издржале, веројатно само едно убаво потсетување на ова интервју. Таа вели само што ме донесе и кирката Стефанија и ме праша дали ми е добро и дали ако не ми биде поточно добро или да и се јавам, кога зборуваше на тема поддршка од најблиските или најмилите, каде што ве спомена вас, ја спомена Кирка и она кое што таа повторно со насмевка го кажуваше колку тоа всушност е важно во еден таков
период да го има, а таа го има и сакаше на еден таков начин тоа да го пренесе веројатно како порака за оние кои што исто така за жал се соочуваат со ваква болест. Веројатно таа ваша близина и близината која што се уште ја имате со вашата внука Стефанија е еден голем столб на она кое што, како велиме, го држи тоа кое што треба, тоа е љубовта и вербата која ја дава силата за сето ова да се издржи на нога, а при тоа да се пренесе како некоја мисија и порака за сите. Вака, Иванче, ние навистина од секогаш велам, ние бевме едно мало семејство. И јас си го нарекував свето тројство. 3 жени кои што навистина имавме една хармонија и на разбирање. Ние сите сме уметници, секој на свој начин и во својата област. Стефанија е дипломирана актерка, значи заврши на факултетот за драмски уметности, на катедрата по турски јазик. Знае турски побаби од македонски. Многу е талентирана, не дека ми е внука. Така да имавме навистина едно взаемно разбирање, една заедна комуникација во која што едноставно секоја на секоја беше подршка, затоа што животот годевме ние како женско тројство и требаше да се биде тука и маж и жена, што јас ја носев таа улога, нели, да бидам и татко и мајка и на двете. И во тешки моменти децата брзо созреваат. Така беше Андријана моја, бидејќи јас мојот сопруг го изгубив само 2 години бевме во брак, таа не го ни памтеше нејзиниот татко, освен од мои кажувања. И тие деца брзо созреа. Стефанија исто така. Значи, кога си ти предодреден некако да живееш, Стефанија поготово експандираше во својата свесност, соочувајќи се со диагнозата на мајка. И, значи, едноставно, сите ние функциониравме, се разбиравме, она како се вели, нели, со поглед, просто заради тоа што знаевме што е неопходно, заради тоа што кога едно семејство ќе се соочи со такава диагноза, целото семејство е вовлечено. Сите буквално се вовлечени во тоа и мора да постои подршка. Има жени кои што немаат воопшто подршка. Навистина е за жал затоа што кога ќе се соочат со канцерот, всушност пука се она што е негативно или токсично во нивните животи. Например, пукаат бракови, се разведуваат заради тоа што всушност да не секој може да се носи со такви тешки моменти и веројатно оттаму и сето тоа. Може и не може, заради тоа што навистина треба подршка. Затоа многу жени имат и навистина тешки битки и можеби не успеваат заради тоа што едноставно и немаат адекватна подршка од дома, но никогаш не е мерило тоа и да имате и најголемата подршка, затоа што ние живееме во едно општество во кое што не се ништо подразбира како загарантирано или како одговорност на оние одговорните што треба да бидат за тоа. Ете, Андријана имаше целата подршка и се што требаше и најздраво да се храни, да и покрај тоа што ние немавме средства за време на корона. Значи, ние буквално не можевме крај со крај. Јас живеев од помошта на добрите луѓе. Тоа можеби никој не го знае. Јас немав пари со што да го погребам моето дете. Значи, останавме на дното, затоа што уметноста тогаш беше на маргините. Јас не можев ни да работам, јас морав 24/7 да бидам посветена на Андријана, кога она таму некаде од Нова година до мај месец додека замина, тоа беа неверојатни болки кога и го уништија црниот дроб. И така да тоа се состојби кои што, не сакам да ги повторувам, јас само сакам и во оваа пригода да кажам дека луѓето да не се плашат, затоа што и покрај тоа што некој сака да ни докаже дека канцерот е неизлечив, за жал од тие инстанции од кои што ние треба да црпиме, нели, она подкрепа најголема, но ние сме сведоци дека канцерот е излечив и дека тој треба да биде излечив. Не е излечив ако адекватно не се третира.
Ако се отруе секоја жива клетка, ако се уништи, тој не може да биде излечив. Но ако човек се освести, има многу свесни жени, сега жените работат на себе, сега жените знаат од каде трнчето што застанало и тука се нели закоравило и загнојало и се проширило. Нема веќе жени кои се неуки, поготово за ракот на дојка. И само им треба навистина адекватна поддршка. Навистина им треба свесност, им треба некој што ќе ги разбере. На нашите клиники, покрај тоа што има психијатри, немаат време да се бават со вашите емоции. Едноставно немаат време. Всушност и не сакаат. Заради тоа што треба висока свесност, треба многу емпатија, заради тоа што таа група на пациенти е специфична, но тие не се не помалку вредни. Знаете како, кога ќе отидете таму, веќе мислат дека сте вие отпишани, дека сте помалку вреден или она што во народот кружи, деме го снашла таква болест, заради тоа што нешто грешал на Бога, те отпишуваат и едноставно има такви уверувања кои што... Тоа е дополнително отежнување во самиот процес, во самата борба. Едноставно такви уверувања има на нашиот простор кои што воопште не ја поддржуваат состојбата. Затоа мора свесните луѓе да ја подигаат свеста. За среќа имаме примери кои што на еден ваков начин како вас ја подигнуваат свеста, ако да речеме може не толку еве и на наши простори, колку што и можеме да видиме и во примери од земјите од соседството, па и глобално, каде што некој ако навистина сака може да види, да се едуцира, да дознае, а при тоа и да прошири својата свест. И токму тоа и го зборуваме, да се потигне на свеста на едно повисоко ниво и да се погледнат и други перспективи на начинот или во состојбата за жалко во која што можеби и се наоѓаат ако збориме за здравствената состојба. Истовремено поракат или вие како гласник и самата Андријана или Ан, која како велите се уште ви праќа пораки, а тоа вие си го чувствувате и нели вие најдобро го знаете и веројатно тука доаѓа најголемата сила се уште постоечката комуникација на едно духовно ниво токму со неа. Се ближиме кон крајот на разговорот и така можеме да го завршиме. Една моќна книга, еден наслов и една фотографија, односно слика, која што токму таа порака ја пренесува за животот и после смртта, односно за животот во вечноста. Навистина, јас би сакала еве да ова наша средба да биде поттик за сите, да веруваат во животот вечен, кој што за нас е се уште енигма. И еве да речам, му благодарам на Бога што сум благословена да го воспоставам тој жив контакт, поради кој сега ми се јавуваат и многу жени, многу мајки, да речеме, од децата кои што ги изгубија нивните животи во Кочани, затоа што секоја мајка сака за да се утеши да воспостави контакт со своето дете. Јас ке речам дека тој пат не е едноставен, не е лесен, треба навистина трпение и она кое што Бог ќе ви го даде, оној мир, затоа што ние со душите на нашите сакани се поврзуваме кога ќе дојдеме во мир. Се додека сме во немир, ние не можеме да ја постигнеме таа конекција. Јас им стојам на располагање на сите на кои што сакаат нели да дојдат малку повеќе да спознаат околу тоа. Сето нека ми сконтактираат и ќе отидам до секаде, до секој град и село каде што книгата Јас сум жива ќе биде промовирана, која што ќе биде еден патоказ за сите оние кои што навистина се справиле со најтешките губитоци во животот, а и за сите оние кои не се справиле заради тоа што има навистина јака духовна порака. Исто така би сакала да се заблагодарам на сите кои што земаа учество во манифестацијата Љубов за сите и промоцијата на автобиографската книга Јас сум жива, да се заблагодарам на Сузана Турунџиева и хорот Фрида, кои што навистина направија да биде величествено и спремивме со нив една музичка нумера во чест на Мајка Богородица. Да им се заблагодарам на сите кои што ми помага околу самата организација, на рецензентот, писателот Владимир Таневски, кој што навистина напиша
прекрасна рецензија, на уредничката Наташа Данчевска, на сите оние кои што, на професорот на Андријана Димитар Малиданов, кој што дојде од Словенија и изборуваше за незината ликовна уметност, на Христина Марковска, магистер по уметност, која што зборуваше за незините, исто така за ликовната дејност на Андријана, на глумицата Емилија Мицевска, која што читаше извадоци од книгата, и ете така на сите кои што на некој начин ме помогнаа да успее таа манифестација, затоа што тие манифестации се масовни. Јас немам толку финансиски средства за да можам да ги одржувам онака како што можеби би сакала јас, но ете со помош на луѓето тоа навистина изгледа величествено и тие ќе продолжат. Му благодарам на Бога, им благодарам на сите и нека некој не ми замери ако не го спомнав. Така да, ете, јас навистина не бев свесна, ова е некој нов пат кој што се отвара и едноставно сакам и морам да бидам подршка на сите оние души кои што го бараат својот пат и на кои што знаеме дека Исус во самата Библија рекол: дојдете кај мене сите како деца, за да го доживеете Царството Небесно. Затоа што Царството Небесно е овде на земјата, но колку повеќе ние чистиме нашата душа, колку повеќе стануваме чисти како она детското, толку повеќе можеме да почувствуваме и едната и другата страна на животот. А инаку вака во материјалното ние ќе мислиме дека се зависи од нас, дека сме ние тие неприкосновени, недопирливи, што ништо не ни се случува, дека ќе губиме емпатичност, ќе ги замрзнеме своите срца, а човек штом ќе го замрзне своето срце, ја губи конекцијата со Бога. Затоа, ете, да бидеме во божественото и да ги отвориме срцата за љубов и љубов за сите од оваа позиција. Благодариме, Јулија, за вашето гостување, за се разбира сета таа храброст не само во утринска на Телма, туку и сила што ја имате за да може се тоа да се пренесе и што секако одвоивте време во утро да бидете заедно со нас и на еден ваков начин животната приказна да ја пренесеме на нашите гледачи кои што верувам голем дел од нив ве следат и на социјалните мрежи. Интерес за книгата има преголем и верувам дека тоа така ќе биде и видена во очекување на следната книга за која што зборував, а истовремено или во континуитет и сите овие организации со продолжување на љубов за сите и она кое што во спомен на Андријана Мациев. Благодарам. Благодарам. Благодарам.